Добро вечер на сите пред малите, средни, големи екрани, лаптопи, мобилни телефони, таблети или друга терапија што и да имате, фиксен телефон, кај да гледате или да не гледате. Ово е уште едно нереално со Моџо, а ние, како никој пат досега, почнуваме со добри вести, со одлични вести. Се ожени Берлускони, долго време ерген одеше, се ожени на 85 години со нормално помлада, пошто постари нема многу. Во моје име сакам да му честитам свадбата, да се вечни младите, да се срекни, весели, задоволни, да се кердосат, па и за деца да играме. Им тргна ова недела на пензионерите, како што рекол германскиот филозоф Фридрих Ниче, родиме мајко пензионер, фрлиме во Македонија, па така тие ова недела почна да добиват бесплатно возење со ЈСП, што е дел од планот на Данела за бесплатно возење. Сега е остварен само дел, треба да имате 65 и имате бесплатно возење. Чиста работа. И не е само тоа, туку пензионерите ќе добијат и по 1000 секој месец наредните 3 месеци од владата. Мислам, замислите она, знаеш, работиш 40 години, менуваш автобуси на дожд, на снег, на топло, на лад, никој не те прашува како ти е, што ти е, стануваш во 6, одиш на работа, не знам, во железара, дишиш олово таму во Рек Битола, умираш 40 години, конечно стигаш пензија, ако стигаш, и му текнува некој дека треба да се фали дека ти дал 1000. Пари што си ги заработил, уствари тоа се 30 денари на денот, не е ни еден леп. Значи може да земиш од оние лебоите сечени и влада ќе ти земи толкова. Крајчето и повели, фала многу Владо, нема зашто, фала ви за лебот. Да одиме понатаму со други теми, некои имаат за леп, ама некои па работат се, ајде да видиме. Мојата плата, како прв вице-премиер, е 70.000 денари. Јас во животот не сум работел за помала плата, кога сум работел во приватниот сектор. Како што гледате, Артан Груби падна на најниски гранки во неговиот живот, работи за само 70.000 денари. Сигурно му е тешко, па кој колку што може нека остави нешто масло, брашно. Од Артан Груби да одиме малку на локална политика, вработување, можности за младите кои имаат партиска книжка. 4 скопски општини отвараат нови работни места за оние кои сакаат да работат во општина, а не ги има многу. Ко во Microsoft, ко во Apple да работат лупај, полников брод општините. Ова нормално ќе се партиски вработувања. Ако им снема кадар, тогаш можат да земат од некои задгранични комитети, што знам јас, СДСМ Либија или ВМРО Ангола, кај да се распространет и тие. Актуелна е и борбата меѓу ВМРО и СДСМ, кој бил поголем голтар. Таа борба се однесува на тоа кој со помалце пари влегол во политиката, а излегол со појќе. Па да видиме еден исечок малце како портпаролот на ВМРО му влегува клизачи на портпаролот на СДСМ. ВМРО ДПМН е типичен доказ како од голтарска партија се станува најбогата партија во Европа. Ова е типичен доказ како од голтар се станува милионер на 30 години, да си има 4 милиона. Ево, како што може да видите, интересна представа. Овој со брадата му вика на овој без брадата дека тој со брадата, без брадата на 30 години имал 4 стана и милион евра, овој му вика немам, значи ќе остане ова на немам. Интересна представа, пред седиштето на ВМРО ДПМН е најбогатата партија во Европа, нормално седиштето изградено со наши пари, свечето народ позлатити и све ова смешно интересно, дур не сватиш дека ние ги плаќаме овие представи. Просечната плата стига скоро 30.000, тука е за 20 денари. За 20 денари фало 30.000 да се оствари ветувањето на Заев. Тоа ветување го надживеа Заев, али во ред е битно да има кај народот пари, инфлација не рачунаме, поскапување не рачунаме, години не рачунаме, всичко е добре. Осме веќе кај бугарите, македонските бугари сака да се вклучат во преговорите со Бугарија, не кажуваат на која страна се вклучени и која сака да се вклучат, али добро, битно е да има иницијатива меѓу народите, не културно полез надпревар.
Покрај тоа тие сакат и да влезат во уставот. Ние као нешто затворени уставот сега се реновира. Кој ќе да реновираме, може ќе влезите, може нема. Тоа е услов за да почнеме преговори со Европска унија, што значи чао ЕУ. А чао и на сите другите вас, се гледаме наредна недела или не. Почнува ефтина струја, пуштајте машини, пуштајте бойлери, пуштајте све.